По повод денот на македонското востание 11 октомври, делегација од општина Кочани, Советот на општината, Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна положија свежо цвеќе на споменикот на слободата и на бистите на борците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче во градскиот парк. Свежо цвеќе положија и делегации од ВМРО, ДПМН, СДСМ и Левица. Вовде во Кочани, јас пратеник од Борислав Крмов од изборна единица 3, заедно со локалниот оград на Кочани, положивме свежо цвеќе во паркот на Револуцијата на споменикот на правоборците Лјупчо Сантов и Раде Михаилов Кратовче. Како и секоја година, Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито се вклучува во одбележувањето на 11 октомври. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито, како што знаете, секоја година ги обележува сите празници поврзани со македонскиот народ и неговата успешна борба во ослободувањето на Македонија заедно со останатите југословенски народи. Бидејќи веќе беа пукнати пушките во другите републики во Југославија, конечно пукна и пушката во Прилеп и во Куманово во Македонија, со која македонскиот народ ја најави својата борба против фашистичките окупатори, германски, бугарски, италијански и други фашистички сили кои што се наоѓаа во Македонија. Таа борба конечно успеа и Македонија заедно со останатите македонски, заедно со останатите југословенски народи се ослободи од фашистичките окупатори и ја формира Социјалистичка федеративна република Југославија, која што беше символ на слободата и символ на народното владење. Градоначалникот Лјупчо Папазов на сите граѓани им го честита денот на македонското востание. Празнувајќи го 11 октомври, се одава почит на сите учесници во вооруженото и антифашистичкото востание. Овој ден ја бележи пожртвуваноста на македонскиот народ, како и сите храбри борци и херои кои го дадоа својот живот за слободата и за создавањето на самостојна и независна држава. Да ја чуваме сувереноста и независноста на нашата татковина. Нека е честит 11 октомври, денот на македонското востание, стои во честитката од градоначалникот Папазов.